Дечки, здраво! Петок е и во очи на финалето на Лига на шампиони, со нас го имаме мајсториштето на сезоната, Маријан од Прилеп. Добре ни дојде. Добре ме најдов. Најпрво честитки за освоената прва награда на надпреварот на Моцарт. Хвала. Джипот си го зема, све е као што треба, не замераваш дека го повозев некој километар тука низ Скопје. Мора да се проба. Па нормално. Маријан, во последна минута буквално гурна најголемиот коефициент. Да, последниот ден. Како ти беше која чекаше последната утакмица? Мислам дека беше шкотска една, така? Да, Рейнџерс. Рейнџерс беше. Ливчето не им беше ни проверено. Не. Тогаш отворив 90 плюс беше таа. Тогаш ги проверував сите утакмици. Значи он се спасил од параноја од трема. Значи ни тоа се ги провери и гледаш дека и последната е фатена. Да. Ја обично жена ми вика што ги проверуваш, исто ќе искочат и да ги провериш и не. Ама таков сум си, ја сакам цело време да ги пратам. Кажи ми дали од почеток играш да бутнеш најголемата квота? Да. Или на крај се вклучи? Играм редовно и се погоди последниот ден да ми се посреќи. Како да знаев, кога снимавме и со Николче, со претходниот добитник, го правевме муабетот дека нормално, како што се ближи играта до крајот, така се повеќе и повеќе се уплаки, луѓе имаат поголема надеж дека ќе ја бутнат најголемата квота. Имаше премногу тикети. Што вообичаено играше? Вообичаено играм истата игра. 2 плюс 1, 1 плюс 2 и 1 плюс 1, 2 плюс 2. Значи си комбинира само за голови. Да. Истите утакмици ги играм и така и така. Колку тикети уплати вака додека траеше играва? Па не знам. Не ги број. Слободна проценка. Што знам, 50. Добро, значи се исплати и джипот и добивката, сега да не се лажеме. Да. Ние цела сезона снимаме, не можам да уденам добитен тикет. Све сме 2-3 пати бевме на една утакмица. Еднашка фативме и тоа игравме НФЛ, што никад во живот не сум играл. Што играш ти највише? Фудбал? Што ти лежи? Кои Само лиги? фудбал играм. Најчесто ги играм германска, втора, трета лига, австрици, данци, мешано. Значи си ги фаќаш ти пониски велики, многу не сакаш. И што има поќе голови. И плюс да не знаеш кој игра, да не гледаш на телевизија, да не се нервираш. Да се изненадам. Имам повеќе ствари што сакам да те прашам. Прво кажи за кој клуб навиваш? За Реал Мадрид. За Реал Мадрид? Да. Ова гасете камера ја искочам од студио. Како за Реал Мадрид? Па нели ти беше срамо на година со Ювентус пенал у 94-та минута кога ни свирна? Беше заслужен пенал. Ле. Ајде не се караме, пошто сега треба да частиш. Дали ги почасти другарите? Да. Како реагира кој им кажа дека си фатил? Па одма дојде на другарче да провериме тикето, пошто мене им беше верно уште. Дека ми е погоден. Убаво, значи викна стручно лице, второ мислење. Да. И супер, го проверивме тикето, појдовме до кладилницата на Моцарт. Видов денеска на предавањето на наградите дека си дојден со поголемо друштво. Да. Ама знаеш дека со джип ќе си одиш дека и Прилепи ќе ме собере сите. Мора да вида сите присутни. Кој ќе го вози джипот? Јас. Не го даваш за Не го никој. давам на друг. Сезонава, пошто навиваш за Реал, не те прашам како ви пројде, пошто беше срамотилаци живи, дека се љутат навијачи на Реал колку сакаат, али дна беше. Али, сакам твое мислење за финале на Лига на шампиони. Утре игра Тотенхем со Ливерпул, за кој би навивал и како мислиш дека ќе заврши? Мислам дека Ливерпул заслужува да биде шампион. Тотенхем не ти прават кеф? Не. Види го сега. Ја да ви кажам повеќе на кај Тотенхем некако ми иде, така ме влече. Мислам дека Ливерпул ќе им остане малер и ова финале. Резултат, твоја прогноза? 3-1 за Ливерпул. 3-1 за Ливерпул. Да. Пак си го штелува резултатов да биде 1 плюс 1, 2 плюс 2, као на тикетов. Дечки, и вие имате задача во коментар да го типувате резултатот од надпреварот и нормално, ако сакате добро место за да го гледате надпреварот, може да одберете било која обложувалница на Моцарт низ цела Македонија. Што имаш да им порачаш за пријателите? Чекајте го во Прилеп, ке части пак. Да бидат упорни и да играат спортска, се надевам дека среќата кај сите ќе дојде. Така е. Мајсторе, фала што дојде и се гледаме на гости во Прилеп. Дечки, утре гледаме финале на Лига на шампиони, тикет за викенд не правиме, туку едноставно ќе го послушаме советот на Маријан и ќе уплатиме 3-1 точен резултат. Може уште му фаќа рачето, го држи мајата од тикетов што го фати со голема квота.
ова воедно и последната епизода од првата сезона Клоничарски муабети, така да може да ви посакам и убаво лето и се гледаме за некој месец. Чао!